Конечно прекината долгогодишната агонија. Изгласан законот за стечајните работници. Над 500 стечајци од Штип или над 3000 од целава држава ќе добиваат по 7596 денари месечен надоместок. Лидерот на Сдруженијето УНИТ порача дека се прават напори во текот на наредната година да се изнајде начин со кој ќе се обештетат и стечајците кои сега не се опфатени со овој закон. Со 82 гласа за, денес попладне се стави крај на долгогодишната стечајна агонија. Сите пратеници едногласно го изгласаа законот за стечајни работници. Од денес ќе се овозможи на 3000 лица во државата да добиваат месечен надоместок. Не само што сме го гласаа законот и многу сме среќни, конечно после толку години да излеземе среќни од парламентот. Среќни и радосни. Невработените лица опфатени со законот треба да имаат најмалку 15 години стаж во предпријатија со доминантна собственост на државата, а таму работниот однос да им престанал по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок, заклучно со 30 јуни годинава. Ке важи само за стечајците, кои на денот на стапување во сила на законот имаат најмалку 52 години за жени, односно 55 години за мажи. Лицата треба да имат остварено право на паричен надомест по 1 јануари 95 година, а по остварувањето на правото на паричен надоместок да не биле вработени на неопределено време, односно работниот однос да не им престанал по нивна волја или вина. Лидерот на Сдруженијето УНИТ порача дека се прават напори во текот на наредната година да се изнајде начин со кој ќе се обештатат и стечајците кои нема да бидат опфатени со овој закон. Еве еден поздрав до сите мои стечајци да су ми живи и здрави. И тие што ќе останевме обештетени и за нив по нова година ќе се најде решение со влада на Република Македонија. Нема ниеден да остане незгрижен. На денешната седница исто така беше донесен и законот со кој се укинува плаќањето на радиодифузната такса, а вчера пратениците го изгласаа и законот со кој минималната плата ќе изнесува 12.000 денари. Предстојните локални избори внесоа раздор помеѓу членовите на Штипското здружение ЕГЕЙ. Локалните избори внесоа раздор меѓу македонците од Егејска Македонија кои живеат во Штип. Дел од членовите на Сдруженијето Македонски ЕГЕЙ на денешната пресконференција изразија револт и се непријатно изненадени од и председателот на Сдруженијето Јордан Тунев е на листата на СДСМ, подреден број 16 и тоа како кандидат на Сдруженијето. За жал, непријатно сме изненадени од веста дека председателот на Сдруженијето Македонски ЕГЕЙ од Штип Јордан Тунев е на листата на Социјалдемократскиот сојуз подреден број 16 како кандидат од Сдруженијето Македонски ЕГЕЙ. Таква одлука собранието на Сдруженијето никогаш не е донело и никој не му дал право на Јордан Тунев да го злоупотребува името на Сдруженијето на партиска листа на Социјалдемократскиот сојуз во Штип. Право е на секој член на Сдруженијето Македонски ЕГЕЙ да членува во било која политичка партија и да учествува во изборната кампања. Забележуваат дека со учеството на Тунев на листата на СДСМ со името на Сдруженијето грубо се крши статутот на нивното здружение. Тие бараат итно и безусловно Тунев да си поднесе оставка, а собранието на Македонски ЕГЕЙ да го разреши од функцијата председател поради злоупотреба на службената положба. По пресконференцијата на дел од членовите на Сдруженијето, денеска со соопштение реагираат и од општинската организација на СДСМ. Граѓаните го препознаваат граѓанскиот концепт на СДСМ. Јордан Тунев, како граѓанин се приклучи кон широката коалиција на СДСМ. Сите граѓани, без исклучок, даваат поддршка и се добродојдени во широката коалиција, предводена од кандидатот за градоначалник Благој Бочварски. Понудивме обединување без разлика на која организација и припаѓаат граѓаните. Секој граѓанин, без разлика на припадност на било која организација, ќе биде вклучен во заедничката битка. Повикани се сите без разлика на која политичка партија или здружение припаѓаат да се вклучат во борбата против криминалните структури предводени од ВМРО ДПМН.
Извршена жребката за предстојните локални избори. Овластените представници на подносителите на листи на денешната седница на Државната изборна комисија ја извлекоа жребката за редните броеви под кои ќе настапат политичките партии и независните кандидати на предстојните локални избори кои ќе се одржат на 15 октомври. Владеачката партија СДСМ ќе настапи под редниот број 19, додека пак најголемата опозициона партија ВМРО ДПМНЕ на избирачкиот лист ќе се најде под редниот број 7. И останатите политички партии извлекуваа броеви од 1 до 19. Алијансата на албанците ќе настапи под бројот 9, коалицијата на ВМРО ДПМНЕ под 13, движењето БЕСА под број 14, ДУИ на избирачкото ливче ќе се најде под реден број 3, ДПА ќе биде под бројот 15, ГРОМ под бројот 12, Левицата е на реден број 16, НДМ на Јанко Бачев ќе се најде под редниот број 6, први на изборната листа ќе бидат Социјалдемократската партија на Македонија, Партијата за демократски просперитет на број 17, партијата на Амди Бајрам, Сојузот на ромите ќе се најде на бројот 18. ДУИ БЕСА и Алијансата за албанците на изборите ќе настапат заедно на 2 места во Охрид и Битола под број 4. Продолжуваме со граѓанска реакција од страна на жителите од улицата Плачковички одреди во Штип. Жителите бараат локалната самоуправа да им излезе во пресред и да се постави асфалт врз голата земја кај соседната улица. Еве е граѓанската реакција. Општина Штип во изминатиот период инвестираше во обновување и асфалтирање на улици низ сите градски населби, но мал дел до улицата Плачковички одред се уште е со гола земја, иако повеќе пати досега барање за асфалтирање граѓаните кои живеат овде доставиле до локалната самоуправа. Локалната самоуправа инвестираше со асфалтирање на улици во сите населби низ градот. Овде на улицата Плачковички одреди е поставен и обновен асфалт, но делот од Плачковички одреди што се поврзува со улицата Цвета Јованова остана со гола земја. Граѓаните апелираат локалната самоуправа да смогне сили и оваа уличка која е останата со мал дел каде нема асфалт, да добие асфалт за да не газат покала. А оваа улица е фреквентна овде, по скратен пат граѓаните минуваат за да стигнат на градскиот пазар. Не е во ред за мал дел од улица да се чека речиси половина век за да се асфалтира, реагираат штипјани. Нека направат, плаќаме пари на државата да може да се направи, што треба, што е редно, нека направат. Тука што убаво да биде асфалтирано, супер ќе биде. Ние апелиравме многу пати за оваа уличка, дека не е направена и реагираме тука, се гушеме од пршиште и секогаш си ги изведуваат и кучињата тука си ги вршат нужда, не да си ги шетат. Може да погледнете самите какво е, а децата ни тука играт. А ние сме веќе 40 години тука угушени сме од пршина. Пред да се изграде црквата, беше прашиште, да прави си црквата, многу баво се направи тај дел. Меѓутоа ово за 20 метра е стварно срамота од 21 век да живееме вака. Граѓаните кои живеат на улицата со гола земја се надеваат дека нивната реакција ќе допре до локалната самоуправа и наскоро овој дел во градот ќе биде со асфалт. Во Пробиштип се гради инфраструктурата за индустриската зона. Се пробиваат нови улици, се гради нова водоводна и канализациона мрежа. Во тек е пробивањето на нови улици и изградба на нова водоводна и канализациона мрежа во индустриската зона 7-5 во општина Пробиштип. Градоначалникот Тони Тоневски вели дека проектот се реализира согласно програмата за работа на општината за 2017 година, а на барање на граѓаните. Согласно деталниот урбанистички план во оваа индустријска зона, која е наменета за лесна и незагадувачка индустрија, има 17 градежни парцели за изградба на комерцијално деловни објекти, стамбени згради и куќи. Се работи интензивно на пробивање и тампонирање на улиците. Со овој проект се опфатени неколку помали улички, поврзување помеѓу нив и две главни сообраќајници,
кои што за прв пат се пробиваат во овој дел од градот. Овде веќе имаме направено нов детален урбанистички план кој што опфаќа повеќе парцели. Тоневски истакна дека со изградбата на инфраструктурата општината создава услови за да инвеститорите веднаш ги градат своите објекти. Ова е првата фаза од проектот која чини околу 5 милиони денари. Средствата се обезбедени од буџетот на општина Пробиштип. За наредната година се предвидува и асфалтирање на новите улици и сообраќајници, кои се во должина од речиси 1 километар. Заврши сезоната за наводнување, се крои планот за водоснабдителната сезона за наредната година. Од Водостопанство Брегалница ги повикуваат земјоделците навреме за да се склучат договорите. За да добијат вода за наводнување, до година земјоделците мора да склучат договори. Интересот за нивно склучување засега е слаб, велат одговорните од Водостопанската подружница Брегалница во Кучани. Од околу 7000 водокорисници, до сега одвој околу 1000 земјоделци ја завршиле оваа законска постапка. Со оглед на тоа што во наредниот период ќе започнат и подготовките за изготвување на новиот план за наводнување, неопходно е земјоделците навреме да го регулираат и тоа. Ги повикуваме водокорисниците, можат да дојдат да се обратат или во канцелариите во Почани, или во Штип, или во Свети Николе да се подпишат договор за наводнување. Со тоа ќе се намалат грешките при задолжувањето на површините за оваа сезона. Ако дојдат самите, ако имат промена на собственост, да достават имотен лист, за да можеме тие измени да ги направиме пред задолжувањето за воден надомест. Во однос на наплатата за водарина од Кочанската водостопанска подружница се задоволни. Наскоро водокорисниците ќе ги добијат фактурите за наводнуваните површини за оваа година. За 2017 уште не сме фактурирале, обично фактурираме или октомври или ноември месец, после ги доставаме фактурите и луѓето се навикнати до 31.12 да си го измират водниот надомест за водителна сезона 2017. Оваа наводнителна сезона беше една од најтешките за земјоделците и водостопанските подружници. Одговорните во водостопанство велат дека капацитетот на браната Калиманци бил максимално искористен и дека и покрај лошата хидролошка состојба, сушата и проблемите, од хидросистемот Брегалница наводнувани се околу 6000 хектари под ориз и други земјоделски култури. Заради заштита на населението од заразни болести предизвикани од глодари, утре во Штип ќе се спроведе превентивна дератизација на канализационите шахти. Дератизацијата ќе се врши во периодот од 17 до 23 часот, а ќе бидат опфатени 160 канализациони шахти. Дератизацијата ќе се врши во периодот од 17 до 23 часот попладне и со неја ќе бидат опфатени 160 канализациони шахти на територијата на општината. Третирањето ќе се изведува со препаратот Бромахем со активна супстанца бромадиолон. Во случај на неповолни временски услови, дератизацијата се одложува за следниот поволен ден. Воедно се известуваат сите граѓани во општината за внимателно учество во сообраќајот. За сите информации може да контактираат во општина Штип. Со денешната дератизација исполнета е програмата за заштита на населението и од почетокот на годината до денес извршени се 5 ларвицидни и адултицидни дезинсекции и 2 дератизации. Од проектираните 970.000 денари за оваа намена, цената на јавната аукција падна на 350.000 денари, колку што чинат сите овие постапки. 26 мина земјоделци од регионот конкурирале за рефундирање на средства од програмата за рурален развој за подигнати нови овошни и лозови насади. Инаку голем дел од овоштарите и лозарите кои претрпеа штети од пролетниот мраз се уште чекаат обештетување. Најмногу во Виничко 9, во Штипско 2 земјоделци помалку, Кочани 5, 4 во Берово и само 2 овоштари и лозари во Делчевско конкурирале за средства за подигнување на нови повеќе годишни насади на последниот оглас од програмата за рурален развој. На подигање на лози овошни насади кои исто така тече во истиот временски период, имаме 26, тоа е таа бројката, заклучно со затварање на огласот. Годината беше тешка за лозаро-овоштарите. Пролетните мразими пред време го обраа родот. Штетите се процени и до 90% измрзнување. Земјоделците кои ги пријавија штетите чекаат да бидат обештетени. Немаме уште ништо помош и за тоа и обеќани дека ќе имаме обештетување за од измрзнувањето, немаме уште ништо.
Во меѓувреме од Министерството за земјоделство велат дека забрзани се постапките за исплата на штетите, повисоки субвенции по 10% по хектар со цел да се надомести дел од штетите ќе добијат и овоштарите и лозарите. Сега се доставени записниците до секторот, се обработуваат. Следната фаза од постапката е вештачења кои што ги прави Бирото за судски вештачења. Таму констатиравме дека ова биро е оптеретено со работа и таму има илјадници предмети кои што не се завршени и што навистина реално е проблем. Ги разгледуваме сите опции како да ја забрзаме оваа постапка, да се ангажираат, односно ги разгледуваме сите можности дали други проценители може да се ангажираат, се со цел да ја забрзаме постапката во интерес на самите земјоделци. Во Штипско од 350 хектари под винова лоза, 30 хектари се ново подигнати. Ново овошни насади во последниве 8 години се подигнати на околу 250 хектари. Во недела стартува петиот поред детски фестивал Малиот принц. Фестивалот ќе заврши во четврток, а на репертоарот има 6 театарски представи. Со операта на шумските животни во изведба на македонската опера и балет ќе стартува детскиот театарски фестивал Малиот принц. Првата представа е закажана за во недела, а фестивалот ќе заврши во четврток со представата Јованче и Марика во изведба на детскиот приватен театар Бабец од Битола. На репертоар ќе има 6 театарски представи. Оваа година темата на Малиот принц ја крстивме создади собствена приказна. Ќе имаме гости од Македонска опера и балет, Македонски народен театар, уште неколку разни театри, театар Крик, театар Бабец, кои што се многу интересни представи за самите гледачи. Значи представите ќе бидат за деца од помала и поголема возраст. Паралелно на тоа ќе имаме и воркшоп, така наречен, со одредена група на деца кои ќе учат низ процес како да се прави една представа од самото пишување до незината последна изведба со правење на сценографии, костими и така натаму. Организаторите најавуваат и интересни случувања во централното градско подрачје, со кои ќе се анимира најмладата публика. Засега не откриваат, посочуваат дека станува збор за изненадување, со кое ќе се доловат безброј насмевки на детските лица. Ова година мислам дека имаме една многу интересна и богата програма. Паралелно со тоа преговараме уште со некои други групи кои што би требало малку да анимираат и публиката надвор од институцијата. Тоа значи дека низ градот ќе имаме неколку активности кои засега ќе останат тајна, бидејќи сакаме да видите изненадување за немалите. За наредната година, појаснува Ристов, се бара начин овој фестивал да добие и меѓународен карактер. Првичните контакти се веќе остварени, само се чека на одлука од Министерството за култура. Буџетот за овогодинашното пето поред издание на Малиот принц е 300.000 денари. Целовечерен концерт на сериозна музика утре вечер во уметничката галерија Безистен со почеток во 19 часот. Ке настапи сопранот Виолета Арсовска со пијано придружба од Марија Максимов. На програмата ќе имаме многу разноврсна програма, популарни соло песни и би оваа прилика би искористила да ги поканам сите љубители на класичната музика да дојдат да го посетат нашиот концерт. Воедно би сакала да кажам дека ова е извредна можност дата да се поклопи со славењето на нашиот православен празник Мала Богородица, па би ги еве една можност за сите љубители од црква да дојдат право на нашиот концерт. Ќе се представиме на нашите штипјани со убава музика, значи концерт на популарни соло песни. Тука спаѓаат наполитанските соло песни, познатата О Соле Мио, Санта Лучија, врати се во Соренто и многу други. Би издвоила, еве да речеме, Кармен, Хабанерата, и ред многу други. Музика за, да речем, за пошироката маса, за нашата публика. Ја одбравме затоа што сите ги знаат овие песни и би сакала сите заедно да уживаме, како јас во мојата изведба, така и исто и публиката. Концертот е со проект поддржан од Министерството за култура преку манифестацијата Нов културен бранд.
во минутите предвидени за спорт, кошарка и бокс. По првото одржано коло во Штип од екипното првенство на Македонија во водство кај сениорите е и боксерскиот клуб Чаир од Скопје, а кај младинците најдобри се штипските боксери на Баргала и на Пинк Пантер. Боксерската федерација на Македонија ги објави резултатите од одржаното прво екипно коло од првенството на Македонија, кое се одржа во Штип. Во сениорска конкуренција најдобри беа боксерите на Чаир со 7 освоени бодови, пред Пинк Пантер и Аперкат со по 4 бодови. Во конкуренција на младинци најдобри беа боксерите на Пинк Пантер и на Баргала, кои освоија по 13 бодови, пред Чаир со 9, Ас со 6 и така натаму. Раководството на Боксерската федерација на Македонија, според новопоставената регулатива, финансиски ќе ги помага сите клубови чии боксери се појавиле на рингот, а ќе користат и други бенефиции. Председателот Игор Златков ја нагласува поддршката и несебичната помош од штипјаните Благој Донев како негов заменик и Илија Младеновски како подпредседател во регионалната боксерска лига, а и селекторот Петар Челинов е од Штип. Мислам дека ќе биде доживотен селектор затоа што на неколку состаноци веќе тоа го дискутираме. Негова животна желба е да има турнир кој што ќе биде со неговото име. Тоа ќе му биде исполнет. До крајот нова година, како што реков, секоја втора недела ќе има бокс ширум државата. Само ќе биде проблем, односно момент на одлука во кои градови ќе биде. Најчесто тоа ќе биде Штип, потоа е Скопје, натаму ќе биде или Куманово или Радовиш. Поради тивки од бојкот на македонските судии за правенството во Штип, беа ангажирани судии од Србија кои добро се извршија својата работа. Златната генерација на кошаркарите на Работник во гимназискиот двор го прославија јубилејот 50 години од формирањето на клубот. Баскет топката со подписите од сите присутни некогашни кошаркари ќе се предаде на нивниот прв тренер и спортски педагог Методи Шишков. Гимназискиот двор беше и остана до денес епицентар на кошаркарските возбудувања во градот Штип. Ако некогаш тука отворено се пишуваше кошаркарската азбука преку правествените лекции, тогаш денес тука се калат идните баскет таленти уживајќи во кошаркарската игра. Се е исто, само го нема оној електричен гајтар на кого висеа светулките како импровизација на рефлектори. Тука по половина век се собраа некогашните кошаркари на Работник да се потсетат на тие денови, да евоцираат спомени и пристојно да го одбележат овој значаен јубилеј. Тука беше и првиот председател на кошаркарскиот клуб Работник. Ваа само може да кажам дека е златна генерација и најдобра генерација во тоа време. Затоа ово го зборувам затоа што морам да го споменам во не се сеќавам колку година беше освоено прво место во Македонија и требаше да одеме во Скопје, се одржуваше турнир од цела Југославија за квалификација у втора кошаркашка лига у Југославија, која беше многу јака кошаркашка. И за среќа, за несреќа, председателот тогава и на собранието немаше разбирање, не сакаше да вика не можеме да ви помогнем никако за припремите. Требаше да се припремаме. Едино можна вика да ви испратаме на Плачковица. Чести привилегија беше да се носи дресот на кошаркарскиот клуб Работник и да се продолжи традицијата на добри штирски кошаркари кои ги поставија темелите на модерната кошарка. Тука беше капитенот кој во името на присутните, но и во име на оправдано отсутните, како и на оние кои прерано се заминаа, се чувствуваше оправдано возбуден. И евидентно е, мислам, чувството на возбуда кај сите тука мои клубски другари, ја како најстар, да речем, посебно сум возбуден заради тоа што кога ќе се помисли дека се поминати 50 години, тоа е половин век, и со една ваква ведрина, кај тука присутните, наистина би рекол дека ме поднадува. Во оваа прилика сакам да спомнам еден начин, кажем момент за отсуство на наши колеги кошаркари, како што се Владо Чучков, Павле Георгиев, Мите Тртката, со желба тај број да биде што помал во наредниот период.
да имаме можност сите овие тука што сме и во наредниот период па да се сликаваме заедно со вас како помлади и ние како да не кажам зрело пунолетни. Како чистото вие сте од оваа генерација каде што немаше спортски зали, каде што првенствените не иду, например, се игра ова во дворот. Значи, она е било сплотено с помеѓу навивачите и самите играчи. За она тука спојка измеѓу играчите и гледачите, тоа е незаборавно. Мислам, тај амбиент не се заборава. Јас сега носам сликата, ако ви кажам, и од оградата, и редарите, самите гледачи кои што ми помагаа, и од ред други наши сограѓани кои што за да обезбедеме некои средства правевме и хранки во оваа сала, и од музичари кои што ни помагаа, ни свирија бесплатно, до вратари кои што бесплатно мислам предаваа карти, кинеа карти и така натаму. Тоа се убави работи. Во спомен и сеќавање на овој јубилеен настан, сите присутни некогашни кошаркари на работник со должна почит и респект кон својот прв тренер и спортски педагог Методи Шишков се потпишаа на баскет топката која и во пригоден момент ќе му биде предадена. Ги ислевте вестите, благодарност за вниманието и имајте пријатна вечер.